Во исклучително тешки услови на терен со големи водени површини и во консултација на официјалните лица, тренерите и капитените на екипите, сепак се реши да се одигра на преварот од последното 14-то есенско коло помеѓу екипите на Кидго Пекчево и на Малеш. Пресудни беа гледачите кои во голем број дојдоа, а ги имаше и од Берово и од Пекчево и ја исполнија трибината. Дојдоа и на зажалие, бидејќи видео еден невообичаен надпревар со огромни примеси на ватерполо и во кој со надчовечни напори покажаа и докажаа како се бранат боите на своите екипи и на Кидго Пекчево и на Малеш. Требаше да се доживее ова бразилска атмосфера и да се сподели радоста на играчите и на гледачите по постигнатите голови. Кидго Пекчево водство дојде во 57-та минута преку капитенот Андреј Симевски, кој голот го постигна од пенал, досуден поради игра со рака на еден одборбен играч на Малеш. Играчите на Малеш го изравнаа резултатот во 81-та минута со голот што го постигна Ерол Пилов. Победата на играчите на Кидго Пекчево им ја донесе Миле Денковски со гол што го постигна во 90-та минута. Во Ново село тимот на Кижовица ја победи екипата на Зрновка со 8:0, а на овој меч од активното играње се прости Драган Митов, кој беше долгогодишен играч и тренер на Кижовица. Еве ги комплетните резултати од оваа последно 14-то есенско коло. Брегалница Гола, Ковчеполе 3:0. Рудар 1947, Слог 1934, 3:0 службен резултат, бидејќи гостите од Виница не се појавиле на теренот. Кидго Пекчево Малеш 2:1 и Кежовица Зрновка 8:0. Табела. Екипата на Кидго Пекчево е први есенски шампион со 40 освоени бодови. На второто место Малеш има 24, трето место Брегалница Голак 23, на четвртото место Кежовица има 21, пето место Рудар 1947 19, на шестото место Овчеполе 18, седмо е Слог 1934 со 15 и на последното осмото место тимот на Зрновка со само еден освоен бод.